Почитувани гледачи, време е за уште едно издание на Саботна хроника. Неделава што изминува се одбележа денот на пожарникарите. Токму тоа е и наша тема на која посветивме поголемо внимание. А разговаравме и со командирот на противпожарната бригада на град Скопје Звонко Томевски. А интервјуто со него ќе го погледнете подоцна во емисијата. А пред тоа да се подсетиме на настаните и темите за оваа недела. 36 општини, меѓу кои град Скопје, добија финансиски средства за подобрување на инфраструктурата и подобрување на животната средина на граѓаните. Повеќе информации на оваа тема следуваат во продолжение. 36 општини ќе добијат финансиски средства од Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи и системи за одведување и пречистување на отпадни води. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки на денешното потпишување на договорите истакна дека во овие области средствата се доделени согласно програмата за инвестирање, а предвидени се 45 милиони денари и истите се распределени на 36 општини за вкупно 42 проекти. Со тоа, Министерството за животна средина и просторно планирање продолжува и финансиски да ги помага локалните самоуправи во делот на управување и заштита на квалитетот на водите, бидејќи со тоа се обезбедува не само почиста животна средина, туку и директно се влијае врз здравјето на жителите. Договорите денеска ги подпишаа општините Тетово, Липково, Врапчиште, град Скопје, Шуто, Ризари, Битола и Берово. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека со подпишувањето на овој договор град Скопје прима 2 милиона денари од страна на Министерството, а ќе бидат наменети за изградба на фекална канализација од постоечкиот атмосферски колектор во општина Чаир. Овие 2 милиона денара представуваат 1/3 од купните финансиски средства потребни за реализација на овој проект. Остатокот ќе биде обезбеден од страна на градот Скопје, со што конечно улицата 155 во општина Чаир, една густо населена улица, ќе добие фекална канализација. Мене ми е жал што и во 21. век се собираме со таков повод, а тоа е поставување на фекална канализација во урбани средини. Уште повеќе жалам што северниот дел на градот Скопје долги години, кога е оваа инфраструктура во прашање било запоставувана. Ваквото запоставување на северниот дел на нашиот град го зголемува притисокот на јужниот дел од градот, со што двете страни на Вардар, да кажам, и северната и јужната, истовремено губат. Шилегов додаде дека ќе се погрижи во иднина сите делови на Скопје да добијат еднакви можности. Манифестацијата Денови на електротехника по 7 пат се одржаа во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин. Во рамките на оваа манифестација, која е одлична промоција на училиштето, учениците од основните училишта ги проверуваат своите познавања од областа на физиката во делот на електротехниката. Од денеска па во наредните 3 дена во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин традиционално по 7 пат се одржува манифестацијата Денови на електротехника, која е посветена на младите влюбеници на природните науки. Во време траење од 3 дена, 120 ученици од основни училишта на територија на град Скопје ќе другаруваат, а воедно и ќе ги проверат своите познавања од областа на физиката во делот на електротехниката. На овој начин и преку оваа манифестација се промовира електротехничката струка која е дефицитарна на пазарот на трудот, а според директорот на училиштето Ефтим Пеовски, манифестацијата веќе ги дава резултатите во насока на промоција на училиштето. Манифестацијата ги дава своите резултати. Ние бевме свесни кога почнавме да организираме дека таа промена нема да се случи веднаш. Денеска имаме ученик кој што веројатно ќе биде ученик на генерација следната година, кој што се запиша во нашето училиште токму после оваа манифестација. Не го кажувам само како пример кој позитивен, но и голем број на други ученици исто така водени од она што се случува на овој ден, гледајќи ги условите за работа во училиштето, слушајќи ја пораката дека пазарот на трудот бара кадри од електротехничка струка, се запишуваат во наше училиште и обезбедуваат убава професионална кариера.
Секој училиште е представено од барем една екипа составена од 3 ученика. Најдобрите 3 екипи ќе обезбедат пласман во финалниот квиз надпревар што ќе се одржи на 23 мај. А утре ќе биде организирана посета на функционалниот музеј Матка, каде што ќе се запознаат со тајните на електротехниката. Автоматизиран семафор, автоматизирана гаража и роботи кои играат се само дел од вежбите изработени од учениците од 2 до 4 година кои беа денеска презентирани во училиштето. Овдека како што гледате имаме повеќе вежби изработено, сите вежби се изработени од 2 до 4 година. Можам да ви покажам неколку примери овдека. Значи имаме целосно автоматизиран семафор, што функционира така што при притискање на копчето се уклучува црвено светло за автомобилите и зелено светло за пешаците да можат да поминат. Значи веќе не е на тајмер, сега би требало така пооптимизирано да се движи целиот сообраќај во градот. Друга идеја што имаме овдека е целосно автоматизирана гаража. Со еден отисок на копче се отвара гаражната врата и со другото копче што го имаме програмирано овдека се движи автомобилот. Сите овие вежби ни се изработени од, пак ќе кажам, од учениците што ни се од 2 до 4 година, во соработка заедно со многу други ученици што се од други држави, како например Словенија, Хрватска и Србија. Секоја година имаме размена на ученици. Овие работи се дизајнирани во SolidWorks и после испечатени се од 3D принтер. Ово беше првата верзија од тоа роботот што го правевме. Дека ова ни е втората верзија за да го усовршиме со 2 раце да има и да има знамења да го покаже словенското и македонското како да се соединете. Од него се состои Arduino Nano, има протоборд и со така има 4 серва. Има за батерии за да може да се уклучи и изгаси така самостолно. И тоа има исто така сензор ако сакаме да прави некоја програма за избегнува препрек. Сигурно што го нуди училиштето како вежба и практична настава, било пресудно за учениците да се запишат во ова училиште и да ги развијат и усовршат своите желби и вештини. Како помал секогаш ме навлекува компјутери и електротехника. Сето ова што го нуди училиштето денес, се како помал ми било желба да го учам понатаму во мојот живот. И одбрав КТА струка, односно автоматика и компјутерска техника, затоа што многу сакам програмирање и би сакал, како што правам сега за овие мали проекти, некој ден да можам да го правам тоа на професионално ниво. Ме беше ми од мал се знае дека сакам многу со компјутер да се бавам и школата ми овозможи многу повеќе да научам за компјутер. И тоа се во главно ќе помогне во еднината. Деновите на електротехника е манифестација која е со тенденција на постојан раст од година во година, а домаќинот Средното електротехничко училиште Михајло Пупин е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен наставен кадар од областа на електротехниката и општо образовните профили и е способно да одговори на предизвиците на својата професија. Од 18 до 24 јуни во општина Аеродром ќе се одржи театарскиот фестивал Гола месечина. А оваа година ќе има 3 македонски представи и 3 странски. Повеќе детали околу фестивалот гледаме од прилогот во продолжение. Во период од 18 до 24 јуни во општина Аеродром ќе се одржи 5-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Гола месечина. Во конкуренција за награди се 6 представи, од кои 3 се представи на македонски професионални театри, а другите 3 се представи на странски театри. Фестивалот ќе се одржува во спортскиот центар Ново Лисиче. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин истакна дека ова е уникатна можност за сите љубители на театарот да проследат квалитетни представи од македонската и меѓународната сцена. За таа цел беа издвоени милион денари од општинскиот буџет и би ги поканил сите граѓани да го посетат фестивалот од 18 до 24 јуни во спортскиот центар Ново Лисиче. Директорот на театар комедија Сашо Ристовски и селекторот на фестивалот, актер и режисер Роберт Ристов, информираа дека покрај представите последниот ден кога ќе бидат прогласени победниците, фестивалот ќе се затвори со детска представа и стендап комедија. Чест ми е да го водам овој фестивал за прв пат. Ветувам дека изборот е прекрасен, бидејќи беше навистина направен на најпрофесионален начин. На нашиот вебсайт беше поставена апликација, како европските фестивали што имаат, беше доставена до сите соработници, аплицираа, конкуренцијата беше голема.
но сепак одлуката е донесена и ќе уживаат сите граѓани на отворено со голема сечина. Инаку на фестивалот ќе бидат доделени награди за најдобра режија, најдобар актер, најдобра актерска и за најдобра представа во целост. Од оваа година фестивалот внесе уште една категорија на награда за епизодна улога. Уште една манифестација, но овој пат за најмалите, се одржа во Скопје. Станува збор за манифестацијата "Цртаме на асфалт" по повод денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи. Во пресрет на празникот денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи, традиционално како и секоја година, така и оваа се одржа манифестацијата "Цртање на асфалт" во организација на Детскиот културен центар Карпош во градскиот парк. На манифестацијата учествуваат децата од градинките во Скопје, кои преку покажување на своите ликовни вештини учеа за важноста да се одбележуваат значајните датуми во македонската историја. Јас се викам Мелани. А ти? Еда. А ти? Леон. А што цртате денеска? Деца за фатани са рачиња. Девојче и сонце. Браво, а ти? Ја цртам девојче и цвеќе. Браво, а ти што црташ денеска? Детенце. Срце! Во колку бои? Пошарени! Како што истакна директорката на Детскиот културен центар Карпош, Ружа Ѓурѓевска, на јазик соодветен за возраста, децата добија информации кои биле светите браќа Кирил и Методи и зошто ги празнуваме. Во пресрет на големиот сесловенски и македонски празник 24 мај, во чест на браќата Кирил и Методи, Детскиот културен центар вообичаено секоја година приредува манифестација "Цртање на асфалт", во кој што учествуваат градинките од градот Скопје. И се трудиме на овие деца уште од најрана возраст да им објасниме кои се браќата Кирил и Методи, од каде е тргната писменоста, дека од македонско тло е тргната и значењето на самата писменост. Задоволството е огромно кога ќе се видат овие деца да ги искажат своите таленти токму на платото овдека во градскиот парк. Манифестацијата се одржа во градскиот парк кај споменикот на Гоце Делчев, каде што децата ја нацртаа својата фантазија на асфалтот. Од Детскиот културен центар Карпош беа обезбедени материјали за цртање, пригодна програма и символични награди за учесниците. Град Скопје, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Автомотосојузот на Македонија и ресторани МК започнаа кампања за безбедност во сообраќајот, насловена "Ги возиме одговорните". За каква кампања станува збор, гледаме во продолжение. Да се мотивираат граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторани и конзумираат алкохол, да не ги загрозуваат својот и животот на другите учесници во сообраќајот е целта на кампањата за безбедност во сообраќајот, насловена "Ги возиме одговорните". Со оваа кампања ќе се мотивираат граѓаните да бидат одговорни кога посетуваат ресторан и конзумираат алкохол, односно да не управуваат со моторно возило. Како награда за тоа ќе добијат гратис ваучер за такси возење во износ од 100 денари. Со секоја онлайн резервација направена преку restorani.mk, гостите ќе добијат ваучер во ресторанот. Градоначалникот Петре Шилегов рече дека град Скопје реши да го поддржи овој настан заедно со АМСМ и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, од причина што безбедноста на учесниците во сообраќајот во Скопје е во редот на врвните приоритети на градот. Шилегов додаде дека многу загрижуваат бројките на пијани возачи во нашиот град. Пред некој викенд дури 500 возачи беа фатени како возат под дејство на алкохол. Со вакви бројки воопшто не е ни чудо што сме на дното на листите на безбедност на улиците во европски рамки. Можноста на нашите сограѓани кои имаат резервација преку ресторани МК да користат бесплатен такси превоз за враќање дома по добрата забава во некои од скопските ресторани е одлична прилика ваквата реалност на скопските улици да ја промениме. Шилегов истакна дека граѓаните на Скопје мора да заборават на своите автомобили кога конзумираат алкохол. Јавниот превоз работи до доцна во ноќта. Такси цените се релативно ефтини во споредба со другите европски градови, а сега се нуди и можност за бесплатен такси превоз. Ристо Манчевски, секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата,
Рече дека истражувањето кое го спровеле минатата година покажало дека од анкетираните возачи 85% изјавиле дека некогаш управувале моторно возило под дејство на алкохол. Ваквата бројка е загрижувачка и токму затоа вакви активности се неопходни со цел отрезнување и подигање на свеста за опасноста од управување на моторно возило под дејство на алкохол. Републичкиот совет како партнер во оваа кампања ќе реализира голем број на активности од изработка и дистрибуција на едукативни материјали, организација на јавни настани во гостителски објекти, организација на едукативни алкопатроли и голем број други активности со цел едукација на учесниците во сообраќајот за влијанието на алкохолот на способноста за управување на моторно возило. Манчевски додаде дека според статистичките податоци од почетокот на годинава околу 40 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи. Здружената еко-кампања на колективниот постапувач нула отпад со Црвениот крст на Република Македонија и СОС детското село започна да се спроведува со цел подигнување на свеста за придобивките од селектирањето и реупотребата на стари, а сепак исправни електрични апарати. 5 семејства во ризик и 5 семејства од СОС детското село ќе добијат по еден електричен уред, донација од колективниот постапувач нула отпад. Компанијата денеска потпиша договор за соработка со Црвениот крст на град Скопје за селектирање и реупотреба на стари, но исправни апарати. Колективниот постапувач нула отпад со поддршка на Црвениот крст на град Скопје и СОС детското село ќе има пристап до социјално загрозени семејства на кои им е неопходен одреден уред во домот за да го остварат основното право на пристоен живот. Целта на оваа соработка е да им се помогне на лицата кои живеат на работ на екзистенцијата и немаат можност да си купат нов електричен апарат, така што нула отпад по воспоставената комуникација ќе го преземе апаратот пошто ќе следи проверка и доколку е во исправна состојба истиот ќе се донира. 070236330 е еколинијата на која граѓаните пријавуваат што како уред тие поседуваат во својот дом, каде што од прагот на нивниот дом, значи буквално дали сте од на 6-ти кат со живење, има лифт или нема лифт во зградата каде што е граѓанинот, уредот се превзема бесплатно. Ние го организираме текот на управувањето со електронскиот и електричниот отпад. Одзивот на граѓаните на нашата телефонска линија ќе зависи од тоа колку ќе биде донирано. Иако во моментот потпишавме и со Црвениот крст и со СОС детското село меморандум за соработка за 5 уреди, секогаш велам дека оваа соработка може да се прошири за повеќе уреди, бидејќи имаме многу граѓани кои што се од на работна екзистенција. Марина Матовска од Црвениот крст на град Скопје, кампањата I Choose to Reuse ја посочи како голема хуманитарна акција, од која бенефит покрај социјално загрозените семејства ќе има и животната средина, бидејќи на правилен начин ќе се уништува штетниот електричен отпад. Ние работиме со ранливите групи на население и на годишно ниво се опфаќаат повеќе од 2000 лица во ризик и социјално загрозени лица кои што имаат најразлични потреби. Нашите тимови редовно прават проценки на потребите. Потребата од електрични апарати во домаќинството или најразлични видови на електрични апарати се навистина значи една од потребите кои ги набројуваат и кои што всушност невозможуваат да секојдневно функционираат. Така да сметаме дека оваа идеја ќе биде навистина успешна, дека ќе можеме да задоволиме поголем број на потреби на граѓаните и ќе можеме да го подобриме квалитетот на живење. Република Македонија има проблем со нестандардизираните општински депонии, каде завршува околу 70% од отпадот, или околу 490.000 тони годишно, а останатите 30% завршуваат на непознати локации, најчесто долови, реки и покрај патишта, покажуваат податоците од Националниот план за управување со отпад на Република Македонија 2009-2015. Противпожарната бригада го одбележа денот на пожарникарите и по тој повод градоначалникот на град Скопје ги најави плановите за оваа година за противпожарната бригада. Повеќе детали има во прилогот кој следува, а веднаш по него го гледате и интервјуто со командирот Звонко Томевски. Со свечено постројување на пожарникарите, денеска во противпожарната станица во Автокоманда, свечено беше одбележан 20 мај, денот на пожарникарите.
На прославата присутен беше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој нагласи дека градот Скопје вложува во опремување и во модернизација на противпожарната бригада. Оваа година од буџетот на градот за бригадата за противпожарна заштита одвоивме вкупно 134 милиони и 100 илјади денари. Со овие средства предвидена е набавка на нова ПП автомеханичка скала од минимум 75 метри и набавка на 2 автовозила цистерни. Испорачан е нов симулатор за пламени удари кој се користи за вежби преку симулација на реални услови во пожар. Набавен е нов разгласен систем и во цело се заменети гаражните врати. Свесни сме дека вашите потреби не завршуваат тука и дека на бригадата за противпожарна заштита е потребна нова и модерна опрема согласно европските стандарди. Покрај набавката на нова и модернизирана опрема, градот ќе инвестира и во 50 нови вработувања, неопходни да одговорат на потребите на жителите на македонската метропола. Оваа година во бригадата за противпожарна заштита предвидено е да бидат примени нови 50 пожарникари. Согласно европските стандарди, пропорцијата на еден пожарникар 1500 жители, додека моменталната состојба во Скопје е еден пожарникар на 3500 жители. Токму заради ова, со овие вработувања ќе го зголемиме капацитетот на бригадата за справување со предизвиците при извршувањето на работните задачи, а истовремено ќе бидеме чекор поблиску до исполнување на пропишаните стандарди. Командантот на бригадата за противпожарна заштита Звонко Тумески истакна дека пожарникарството со себе носи големи предизвици и потешкоти, но гордоста да се биде пожарникар е огромна, по секоја успешно завршена задача. Извршувајќи ги работните задачи кои секојдневно се поставени пред нас, се среќаваме со разновидни ситуации, наидуваме на проблеми и тешкоти, но должноста и чувството да се помогне некому во момент кога се чувствува безпомошен, не прави силни, храбри, пожртвувани, а задоволство од успешно завршената задача не прави горди, што сме дел од оваа професија. Не постои успех без тешкотија. Се надевам дека и во иднина, како и досега, успешно ќе се справуваме со сите предизвици. За подсетување, пред неколку месеци, под центарот Ѓорче Петров доби нова зграда за противпожарна станица, со што значително се подобрија условите за работа на пожарникарите. Од градот велат дека и во иднина ќе придонесуваат за создавање на соодветни услови за работа на пожарникарите. Противпожарната бригада на град Скопје го одбележува денот на пожарникарството. Токму за оваа тема ќе зборуваме со командирот на противпожарната бригада на град Скопје, господинот Звонко Томевски. Кажете ми како противпожарната бригада го одбележува денот на пожарникарите? Веќе традиционално, по 13 пат од 2004 со донесување на законот за пожарникарство, денот 20 мај е прогласен за ден на пожарникарството во Република Македонија и традиционално го одбележуваме со свечена смотра на вработените, посета на првиот човек на единицата, односно на градот Скопје, градоначалникот, со останата мала свеченост и презентација на нашите работни задачи, односно опрема и техника со која располагаме. Со каква противпожарна бригада располага градот Скопје? Во изминатиот период противпожарната бригада правеше доста напори да се модернизира, да набави што е можно софистицирана опрема, но не секогаш работите се онака како што посакуваме, така да во моментот противпожарната бригада има потреба од обновување на возниот парк и запослување на нови вработени во самата единица. Така да се надеваме дека во идниот период, како што испомена и градоначалникот, ќе добиеме можност да примиме 50 нови пожарникари и да добиеме нова противпожарна опрема, како нашите интервенции би биле побезбедни и за самите пожарникари, така и за граѓаните на град Скопје да добијат што е можна побрза и поефикасна интервенција. Колку се подготвени скопските пожарникари да одговорат на своите задачи? Пожарникарите на град Скопје се подготвени секогаш. Тоа го докажам на 1622 пати во 2017 година. Толку интервенции забележа единицата за гасење на пожари и секогаш бевме успешни, брзи, навремени. Исто така покрај тие 1622 интервенции на гасење на пожари имавме 380 технички интервенции на сообраќајни незгоди и што уште не, и секогаш
ја докажаме нашата желба, односно моите колеги ја покажаа својата пожртвуваност и љубов кон оваа професија. Колкава е старосната граница на пожарникарите? Има ли потреба од подмладување? Градоначалникот најави нови 50 пожарникари за оваа година, но дали има потреба од уште подмладување на противпожарната бригада? Секако, старосната граница е доста висока, за жал, и потребата од помладување е очигледна. Просечната старост на вработените во единицата е 47 години, така да што е можно, поскоро очекуваме да добиеме нови 50 колеги кои ќе влијаат на самата старосна граница на вработените и ќе бидеме поподготвени да интервенираме што е можно побрзо и да ги задоволиме сите потреби на граѓаните на град Скопје. Со колку пожарникари, со колку возила располага противпожарната бригада? Па единицата во моментот има 210 вработени, додека систематизирани работни места се 384, така да имаме голем недостаток на вработени и од возниот парк единицата има 50 противпожарни возила, кои што се распоредени на 5 локации низ градот, како би биле што е можно поефикасни во случај на потреба од интервенција. Има ли интерес од младите за оваа професија и со што би ги принудиле да дојдат да се пријават, да се обучат за пожарникари? Интерес постои. Во саботата и неделата имаме отворен ден за граѓаните на град Скопје и на наше задоволство не посетија голем број на деца, родители кои за прв пат имаа можност да направат посета на една ваква институција, односно на противпожарната бригада, и интересот е голем, но сепак можностите за вработување се од друг карактер, прибидејќи делот за финансии кои се обезбедуваат за плати на вработените доаѓаат од централниот буџет на републиката, така да е малце по-комплициран системот на вработување. Може ли да не кажете некоја случка која била најтешка за извршување или најкомплицирана? Имаме безброј такви случаеви. Сега во како последна интервенција бе извелна интервенцијата во фабриката Железара, каде што имаме доста тешка интервенција, стануваше збор за голема површина, за висока температура, но благодарение на пожртвуваноста на колегите се справивме и со тој проблем, така да брзо и она што беше најбитно за нас, безбедно си ја извршивме работната задача. Колкав е процентот на пожарите во Скопје? Дали бележи намалување или зголемување во споредба со минатите години? На жалост, она што го покажува статистиката воопшто не радува, така да оној просек годишен кој го имаме од 1100 интервенции во изминатите години наназад, минатата 2017 година, спомнав, забележавме 1622 интервенции, што е драстично зголемување на бројот на пожари, но она што е уште позагрижувачки, најголемиот пораст е на интервенции во урбана средина. Така да е потребно што е можно превземање на по-добри превентивни мерки за спречување на настанување на пожари и заштита на населението во градот Скопје. Градоначалникот на град Скопје на денот на пожарникарството вети обнова на возниот парк и на опремата. Што е тоа што го ветува градот Скопје, што оваа година ќе го добие противпожарната бригада? Тоа што треба да го добиеме, а веќе е започнато како постапка, се 2 противпожарни возила автоцистерни и наша голема радост е почнатата постапка за набавка на автомеханичка скала, односно скала за спасување на височини, која ни беше неопходност во нашето работење. Исто така имаме уште низа други проекти кои ќе помогнат во редовното извршување на работните задачи. Она што веќе го добивне, значи за прв пат во Републиката Македонија, и добивме симулатор за пламени удари, каде што ќе се врши симулација на реална ситуација во услови на пожар во објект, каде што колегите ќе се го усовршуваат својот начин на работење, односно гасење на пожари. Она што многу на граѓани ги интересира, што е тоа што прават пожарникарите кога не се на терен, кога нема пожар? Да, затоа беше отворениот ден, односно саботата и недела, која граѓаните имаа можност да не посетат. Работниот ден на пожарникарите започнува во 7 часот наутро, кои при самото доаѓање вршат проверка на опремата и техниката, дали е таа исправна и во состојба за да биде употребена во случај на интервенција. После тоа следува наставен план, односно план според кој се извршуваат различни видови на вежби и обуки,
како што видовте и дел од демонстрираните денеска, така да денот им е исполнет и онака, секојаш се подготвуваме за некои идни ситуации каде што е потребна наша интервенција. Како се одвиваат вежбите на пожарникарите и дали има доволно добри услови за подготвување на квалитетни вежби? Па се трудиме со онаа опрема што ја имаме на располагање, секогаш да бидеме спремни и подготвени да ја употребиме на најдобар можен начин. Затоа беше и направена демонстрацијата на самите вештини со кои располагаат пожарникарите. Она што, како што спомнав, имаме колеги кои имаат долгогодишно искуство и кои со своето знаење стекнато во текот на самиот работен процес се вредно сама по себе и се надевам дека колегите што ќе бидат примени ќе имаат можност да ја примат тоа искуство од претходните колеги кои веќе нажалост ги исполнуваат условите за пензионирање и се заминуваат од единицата. Искуството е драгоцено секогаш. Прибидејќи ни една интервенција не наликува една на друга, секогаш е нешто поразлично, секогаш е нешто друго, секогаш е некоја друга опасност која е поставена пред извршувањето на работните задачи. Па така се надевам дека ќе имаат можност тие постари колеги да ги пренесат своите знаења и искуства на помладите колеги кои ќе дојдат, се надевам, во скоро време. Летниот период е период каде што се зголемува бројот на пожарите. Каков е апелот што ќе го упатите вие до граѓаните за да пожарникарите имаат помалку работа, а се со цел да се спречат и да се намалат пожарите во Скопје? Апелот е да бидат внимателни при движење на отворен простор, посебно во шумите, во парк шумите, околу градот Скопје и пошироко. Но споменав, имаме зголемување на пожарите во урбана средина. Исто сакам да апелирам до граѓаните да посебно во колективните стамбени згради за домување, да внимаваат, односно да ја одржуваат во исправна состојба хидранската мрежа, да ги расчистат ходниците и подрумите од непотребни работи, како би ни олесниле нашата интервенција доколку е потребна во таква стамбена зграда. Ви благодарам за разговор. Благодарам. Тука завршува ова издание на Саботна хроника. А останатите наслови од изминатава недела гледајте ги утре во истите термини. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.